Почитувани гледачи, го следите најновото издание на регионалните вести на телевизија Кисименада. Започнуваме со првата вест. Во текот на ноќта во Полошкиот регион започна и првите снежни врнежи. Не се забележани некои сериозни проблеми на патиштата во градското подрачје, ниту пак во околните села. Коловозите се проодни, но сепак се апелира на внимателно возење. Чисти и проодни се патиштата во Тетово и околината. Не е попречен сообраќајот, а од општината вела дека издаден бил налог до фирмата која се грижи за одржување на патиштата веднаш да започне со чистење на снегот по вчерашните врнежи. Од вчера вечер со почетокот на снежните врнежи на територијата на општина Тетово издаден е налог до фирмата која се грижи за одржување на патиштата веднаш да започне со интервенција и чистење на снегот. Првично во планинските села како Ѓермо, Лавце, Селце и Вејце, а исто така се интервенираше во текот на ноќта и на патот до Попова шапка, вклучувајќи ги селата Расадиште, Гајре, Лисец, но и во селата Шипковица, Бродец, Вешало и Бозовце. Инаку се интервенираше со расчистување на снегот со механизација, но и со фрлање на сол и песок по патиштата. Со механизација се работеше во текот на целата ноќ, а во раните утрински часови се преиде на расчистување на улиците низ градот, така што во моментов имаме стабилна состојба на патиштата низ планинските села, но исто така и во градот, каде сообраќајот се реализира стабилно и непречено. Од Македонија пат пак следи информацијата дека дежурните екипи се постојано на терен и ги одржуваат патните правци проодни. Во текот на денот слаб снег се уште провејуваше на Попова шапка. Од Македонија пат апелираат возачите да ја прилагодуваат брзината според условите на патот и внимателно да возат. На скијачкиот центар Попова шапка има формирано снежна покривка од 20 сантиметри, што не е доволно да започне официјално скијачката сезона. Од раководството на скијачкиот центар Попова шапка се надеваат дека деновиве според прогнозите на метеоролозите ќе има нови снежни врнежи кои ќе бидат доволни викендов да започне скијачката сезона. Ситуацијата на Попова шапка, на ски центарот Попова шапка, моментално максимум има наврнато нова снежна покривка до 20 сантиметри снег, но не е доволно да се отвори скијачката сезона. Во теке подготовка за сите стази на терените, машините се на терен. Се надеваме дека ќе падне доволно нова снежна покривка да се отвори викендот сезоната. Ако има нови количини снег, ќе работат сите ски лифтови и жичници, а за пуштање во употреба на новиот шестосет се чека дозвола од надлежното министерство. За почеток на ски сезоната би се отвориле поток 1, поток 2, Свети Илија, Ајдучка рамнина, аеродром и Терипачина. А дали ски билетите остануваат исти доколку почне сезоната? Да, ски билетите остануваат исти и годишните ски билети остануваат исти и цените остануваат исти. Покрај снежната покривка мора да ни пристигне и потребната дозвола од Министерството за транспорт и врски за да се пушти во употреба новата 607. На Попова шапка, поради немање на доволно снег и во втората половина од зимата, се уште не е започната официјално скијачката сезона. Советот на општина Гостивар на денешната седница изгласа одлуки за кофинансирање на два проекти од програмата за регионален развој за 2020 година. Советниците усвоја и одлука за доделување на финансиски средства за фудбалскиот клуб од село Чегране. Од буџетот на општина Гостивар ќе бидат издвоени 2,1 милион денари за третата фаза на рехабилитација на локалниот пат до депонијата Русино, како и 1,1 милион денари за регионален географски информационен систем. Двата проекта се дел од програмата за регионален развој за 2020 на Бирото за равномерен развој. Одлуките за кофинансирање беа донесени на денешната 22 седница на Општинскиот совет. На 22-та седница на Советот на општина Гостивар беа усвоени 3 точки од дневниот ред. Првата беше предлог одлука за одобрување на средства за финансирање на система за регионални геодетски информации и втората точка беше предлог одлука за одобрување на финансиски средства за кофинансирање во проектот реабилитација на патот од Сушички мост до депонија Русино и доделување на средства на фудбалски клуб Арсими Чегран. Како што одлучи Советот, фудбалскиот клуб од Чегране ќе добие 120.000 денари.
средства од општинската годишна програма за поддршка на спортот. Парите што општина Гостивар ќе ги даде за рехабилитација на патот до Русино се 8,7% од вкупната вредност предвидена за реализација на проектот, која изнесува над 24,8 милиони денари. Остатокот од средствата ќе бидат обезбедени од Бирото за рамномерен развој и од останатите полошки општини. Проектот пак за географски информационен систем вкупно чини околу 30 милиони денари, а Гостивар во него учествува со скоро 4% од средствата. Инаку одлуките денес беа донесени без дискусии и дебати за помалку од 1 час. За разлика од претходната седница, кога советничката група на ВМРО ДПМН беше отсутна, на денешната тројцата советници беа присутни во салата. Тие ги поддржаа двете точки за кофинансирање на проектите, додека за финансирањето на клубот од Чегране гласаа воздржано. 24-годишник извадил пиштол и упатил закани кон медицинска сестра, вработена во Тетовската клиничка болница. Слушнете ги деталите од денешниот билтен на СВР Тетово. Вчера околу 12 часот и 45 минути полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 24 годишник и 48 годишник, двајцата од Тетовско Боговиње. 15 на минути пред тоа, во ходникот на гинеколошкото оделение во Тетовската клиничка болница, 24 годишникот извадил пиштол и упатил закани кон медицинска сестра, која му наплатила за болнички услуги, а кој претходно ги користела неговата сопруга. Двете лица од Боговиње задржани се во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе биде изготвен соодветен поднесок, додека од 24 годишникот бил одземен гасен пиштол Екол Алп калибар 9 мм со празна рамка. Вчера вечер исто така околу 23 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавено е дека на патот за Тетовско Кале избувнал пожар во предниот дел на патничко возило Citroen Ксара со тетовски регистарски ознаки, кој било во движење и кој го управувал 29 годишен тетовец. Со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица, пожарот целосно бил локализиран, нема повредени лица, а увид извршила екипа од СВР Тетово. Вчера во 18 часот и 40 минути полициски службеници од оделение за внатрешни работи Гостивар во градот лишиле од слобода 50 годишен гостиварец затоа што при преглед кај него бил пронајден хероин. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и по документирање на случајот против него ќе следува поднесок. Околу 16 часот пак, во текот на вчерашниот ден, на локалниот пат во Тетовска Стримница, патничко возило Volkswagen Golf со тетовски регистарски ознаки, што го управувал 37 годишник од ова село, удрило во 7 годишно девојче пешак, исто така од Стримница. Повреденото девојче е пренесено и задржано во Тетовската клиничка болница за окажување на лекарска помош. На местото на несреќата, увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Првата градска крводарителна акција денес беше организирана во службата за трансфузиологија при клиничката болница во Тетово. Расте свеста кај населението за значењето на крводарителството. На акциите за дарување крв кои ги организираат службата за трансфузиологија при клиничката болница во Тетово во соработка со Црвениот крст, одзивот секогаш е на задоволително ниво. Интересот е на ниво према тоа како се одвива во кои услови и колку се упознати претhodно со тоа. Значи, се очекува една солидна бројка, денеска не можеме да речеме дека ова бројка или тоа, само да назначиме дека од 15 до 20 единици крв која се реализира, мислим, акцијата во службата, зашто поголема бројка ми е на дарители ги имам по јавните установи. Потребите од крв во Тетовската болница се задоволени, односно има доволно крв и крвни деривати од сите крвни групи. Потребите растат секој ден и ние ги задоволуваме потребите со крв и крвни деривати, поготово сега крвта не се употреба само као надоместок на крвта, зашто со една единица крв ние сега вршимо надомест на 4 до 5
фактички пациенти лекуваме, зашто дека од една единица крв се добива плазма, тромбоцитна маса и све понатаму. Граѓаните да даруваат крв, бидејќи со тоа ќе спасат неколку човечки животи, е апелот кој секогаш го упатуваат медицинските лица. Па тоа е, со тоа се покажува една хуманост, солидарност према болниот, фактички, зашто постои една доктрина никогаш да не примаш ако дарувај крв. Затоа давам апел до населението да даруваат крв, зашто таа е драгоцена течност која нема надомест. Значи, и им се заблагодарувам од напред на сите тие што дарувале и ќе даруваат крв. Бесплатен оброк за лицата од социјално ранливи категории граѓани се делат во 4 угостителски објекти во Тетово. Храната може да се подигне од 12 до 16 часот секој ден, заклучно со овој петок. Од понеделникот во 4 угостителски објекти во централното градско подрачје се делат бесплатни оброци за лицата кои не можат да си ги дозволат. Акцијата е дел од хуманитарен проект и ти заслужуваш оброк на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН од Тетово. Целта на хуманитарниот проект е да се подигне свеста кај граѓаните со проблемот на недостаток на храна во нашиот град, кој се соочуваат многу млади, како и да се креира можност редовно да се донира храна. Да бидеме хумани, да подариме насмевка, да им ги стоплиме срцата, барем еден миг да почувствуваат љубов. До петок, до кога трае хуманитарниот проект, сите заинтересирани лица бесплатни оброци можат да добијат во пицерија Грин, сендвичара Бургер Хаус, пицерија Форум и ресторан Ангел во Тетово. Сите кои не можат да се дозволат еден оброк, слободно можат да се упатат во сендвичарите и пицериите и да си побараат оброк од 12 до 16 часот. Црногорскиот репрезентативец Владимир Бојич е петото засилување за одбојкарскиот клуб Универзитет Тетово. Одбојкарскиот клуб Универзитет Тетово во своите редови го доведе и петтото засилување овој зимски преоден рок. 30-годишниот репрезентативец на Црна Гора Владимир Бојич во Тетово пристигна од црногорскиот клуб Бу2. Со доаѓањето на Бојич, Универзитет Тетово веќе има тројца интернационалци во своите редови, како и неколку македонски репрезентативци, со кои ќе атакува на висок пласман оваа сезона. Пријател сум со Дарко, тој ме повика тука. Заедно со мојот соиграч колумбиецот Хуртадо, дојдовме да ја засилиме екипата. Тимот е четврти на табелата, но ние ќе се бориме за финале. Тоа се моите очекувања. Екипата треба да работи на формата, но како што гледам, ние можеме да играме финале. Не знам дали ќе бидеме први, но сигурен сум дека ќе се бориме за првото место. Тоа се очекувањата од сите нас. Тренерот на Универзитет Тетово Дејан Симовски не го крие задоволството од новите засилувања и најавува борба за висок пласман оваа сезона. Подготовките ги почнавме малку покасно. Бевме малку окупирани со засилувањата, што сум во врска со тоа доста задоволен. Мислам дека успеавме нешто да оствариме некој проект со колеги, пријатели, дури од далечни земји да дојдат тука да нам помагаат на нас на Универзитетот Тетово. Моите замисли и очекувања и желби се да стигнеме до финале, најпрво, да бидеме достојна екипа, да стигнеме до финале и да се бориме за титула. Барем една, па ако е можно и две. Новите 5 засилувања, што ми се оваа сезона, дека ќе бидеме достојни да се спротивставиме и ќе направиме супер резултат. Плејофот од првата машка одбојкарска лига на Македонија започнува на 15 месецов. Прв предизвик за Универзитет Тетово ќе биде дуелот против локалниот ривал Лирија од Жеровјане. 23 лица загинаа кога лавина затрупа падина во источна Турција. Спасувачките екипи биле испратени да ги пронајдат преживеаните од лавината на автопатот во провинцијата Ван, доцна во вторникот, при што загинале 5 лица. Втората лавина се спуштила на планинскиот пат во источна Турција,
потрупувајќи цел спасувачки тим испратен да ги пронајде жртвите од претходната лавина. Официјални лица изјавија дека 23 спасувачи загинале, додека други се уште биле закопани под снегот. Тоа беше се што подготви нашата екипа. Останете на фреквенцијата на телевизија Киси Менада.